Јас секогаш ги двојам работите каков е ставот на граѓаните и каква е улогата на политичките партии. Кога Рајнхард Прибе во 2014, 15, 16 година со целиот тој тим на Европската унија во два наврата ја дефинираше Македонија како заробена држава. Првиот извештај беше за време на власта на ВМРО ДПМН. Вториот извештај беше веќе за време на власта на СДСМ, после 2016-2017, а тој се уште не детектираше дека има некакви драматични подобрувања. Заробената држава значува дека општеството, јас велам, за да имате заробена држава, мора да имате заробено општество. Заробената држава подразбира дека тоа е заробена од една, јас би рекам, клановски заробена, од партиски, политички, финансиски, академски, научни и така натаму кругови на луѓе, тоа се тие наследени елити или како сакате наречете ги, кои имале мукти и позицијата во поранешна Југославија и кои само ја продолжиле понатаму, збореше малку за тоа господинот Трохаров за тие отварање на досијата и тоа кој владее се со Македонија. Вие кога имате таква ситуација, вие не може да го измерите мислењето на луѓето реално или мислењето на граѓаните какво е во однос на Бугарија, какво е во однос на Грција. Јас велам мораше да се случи ваква катастрофа. Не сакав да зборувам, меѓутоа морам да го искористам, ќе ми простат. Мораше да се случи катастрофа од вакви размери. Вие денес на социјалните мрежи помеѓу луѓето вие не може да најдете еден лош збор за Бугарија или бугарите. Зашто помошта што ја дадоа. Тука збориме за едно човечко ниво во време на голема трагедија. За едни елементарни човечки односи каде што вие чувствувате дека животот вас ви е во опасност. Не зборуваме веќе за политичка ориентација, дали сме требале во Европска унија, па дали ваква била или не била. Не зборуваме ниту за идентитет, за ништо не зборуваме. Зборуваме дали ќе преживееме до утре или нема да преживееме до утре. И во таква ситуација, кога луѓето беа страшно ранливи, луѓето во кочани пред се, меѓутоа и цела наша јавност беше страшно ранлива. Вие кога следниот ден ќе добиете веднаш помош, дојде веднаш авион од Бугарија, дојде и од Србија. Не велам не. Значи тука не ја двоем ни Србија дека ете сега нели едно ние што коментираме српски свет, друго што коментираме дека апсолутно и таму има лекари, луѓе кои помагаат на наши. Се активираше механизмот на Европската унија, јас велам, па кој механизам ние ќе го активиравме да не беше таа Европска унија? На кого ние ќе се обратевме да не беа тие соседи? Таа реторика која се хранеше, која се храни 30 години, антибугарска, антиалбанска, не знам дали ќе може со ист интензитет и со иста ефективност после трагедија од вакви размери. Ваква трагедија не сме имале. Не само според бројот, него начинот на кој тоа е направено во едно апатично општество кое нема перспектива, нема иднина. Ова беше пеколот за нас. И во тој пекол, тие што ни подадоа рака, меѓу нив беа и бугарите и бугарските граѓани, и не е тука само реакцијата на бугарската држава. Ние гледавме редици и колони бугарски граѓани кои даруваат крв. Тие тоа доброволно го прават. Никој нив не ги натера, никој не ги инструира политички. Тој однос, мислам дека нема никогаш да се заборави.